Добар ден. Битола како што гледате под снег, незината околина под снег, Македонија под снег. Меѓутоа, коментаторот на видеово не го признава. И денес е надвор во природата. Едно што мора да и нахрани своите миленици. Второ, затоа што веќе му премина во навик. Нема ништо почисто од што туку паднат снег. Видете само неговата белина. Сад додуша малце сум во ризична територија. Има диви животни овде нормално. Волци, мечки и така натак. Меѓутоа, најважно е што го нема најголемото животно на планетава. Предаторот, ловецот. Некаде далеко е, не е во толкава близина. Има некој пред мене доаѓа на овдека, гледам стапалки од чизми. Многу пати јас го пробивам патот. Малце да доловите. Едно време имаше тука, се гледат, напуштени, руинирани куќарки. Во 80-тите години овдека се живееше. Си помагавме едни со други. Се другаруваше, секој нешто садеше. Едноставно излегваш од дома, беше во контактот со природата. Некој почина, некој ги продадува местата. Меѓутоа, сега моментално станато пустелија. Јас уште еден, двајца доаѓаме на ова место, која ќе заминиме и ние. Нашата дигитална иднина можеби ќе се задоволи со гледање само на оваа снимка. Ако не ги затворат уште се повеќе и повеќе. Силно паднал снег. Сепак, добро е. Добро за очите, за одмор, за белите дробови. Добро е за се. Мојот пес, не знам дали го слушнавте, оддалеку ме сети. Не знам дали се слуша. Меѓутоа, тоа е тоа. Па, толку би мол, кратко. Да ве поканам да излезите надвор на снегот. Иако не сте деца, земете грудка снег во рацете. Играјте. Подсетете се на вашето детство. Подсетете се на убавите времена. Затоа што како што тргнало работава, се повеќе и повеќе ќе ни фалат и недостасуваат. Натаму некаде е мојата куќарка. Има доста, има 70-80 куќи од почетокот на патот до кај мене. И замислете, 70-80 куќи, тоа е колку 4 мариовски села. Немаме струја, немаме вода, немаме пат. Благодарение на нашата државна политика, на нашата локална политика и така натак. Словенија. Заедно бевме во иста држава. За една куќарка на некој рид ќе пуштеа асфалт, струја, вода, телефон, само да ги задржат младите во ненаселените места. Скопјани, 800.000 се направите. Словенија беше 250.000. Во времето на Југославија, Словенија е 250.000 денес. Скопјани, не сте скопјани вие. Стари скопјани нека има 70-80.000. Се е од натрешноста.
И внимавајте кога не нарекувате на селјаци. Размислете зошто. Тоа е. Добро е, добро. Не знам колку ќе доловите од атмосферата. Иначе ова е патот. Со него, по него идам со кола. Меѓутоа, кој ќе го изчисти, бре господа? Мислам, бидете реални. Од која макар сега градоначалникот или директорот на Нискоградба да земи да го изчисти патот. Па ние му га мајка родила, што велат Србите. Како што рече овај еден екс градоначалник од Битола, Владимир Талески, глумецот онај од Млади гениалци Сидо, што ли беше таму. Абе рече, што сакате вие? И јас не газам. И сега треба да бидеме задоволни дека и градоначалникот не газал. Меѓутоа си поќутивме, не владееше тој 12 години, си го натовари магарето, го претовари уствари магарето. Ние вак по Facebook ќе кукаме, ќе се жалиме, ќе се фалиме и така натаму и така натаму. Наближувам до мојата хациенда. Не е додуше како она на Заев, на Груевски, на Црвенковски. Меѓутоа е правена со работничко срце, работнички пари од мојот татко. Продолжив јас натаму. Не онда имане пес. Мојот веќе лај. Почитувани пријатели, толку би мол сега за сега. Целта ми беше малце само да доловите зимската атмосфера околу вас, затоа што ве гледам дека не излегувате од своите удобни станови, си се топлите, ќе се топлите се додека има струја. Но еден ден ќе мора да излезите. Што побрзо го разберите тоа, толку подобро за вас. Ви посакувам пријатен и успешен ден. Се гледаме повторно.